Јас сакав да изреагирам во врска со вашето обраќање, бидејќи нормално е дека вие сакате да го оправдате вашето работење и ние во одреден дел даваме критички оценки за тоа што доколку не алармираме овде, веројатно никој нема да ве слушне и се уште ќе бевте во старите простории каде што бевте до пред некој месец. За жал, во вашата систематизација има 64 места, како што пребројав јас, и 7 члена брои вашата комисија, меѓутоа има 27 вработени. Рековте дека од денес или од утре почнуваат нови 6 вработени. Дали овие вработени ви се доволни? Доколку гледате како секојдневно се полнат институциите со непотребни вработувања, дали не ве боли вам, како членови на оваа комисија, дека немате кадар за да се борите со корупцијата во Македонија и давате оправдување дека короната или кризата во Македонија, корона кризата била виновна, зошто имате само 2 пријави до обвинителството, што според мене воопшто не е оправдување. Понатаму, велите дека немате механизми. Па кој ве спречува вас од комисијата да поднесувате предлози на закони и измени на законите? Па една од вашите надлежности, според вашите, дури и во вашите мисии, вашите заложби и визии стои дека вие иницирате промена на одредени закони. Дали воопшто сте иницирале одредена промена која што ја имате доставено до собранието? Или дали го надгледувате постоењето на одредени потенцијали за корупција во законите? Дали имате иницирано и доставено до собранието? Ова е една од вашите основни функции. Се разбира, ние пратениците, особено од ВМРО ДПМН, немаме видено ниту една таква иницијатива и токму поради тоа сме овде да зборуваме. И жалам што пратениците од владеачката партија воопшто не се јавија за збор, не ги кажаа своите ведувања, затоа што очигледно нивните ведувања се исти како и нашите ведувања. Ведувањата се дека Државната комисија за спречување на корупција е орган кој што никој не го слуша и никој не го почитува. Меѓутоа велите немате механизми, односно законски потребни се законски измени кои што ќе направат да вашите одлуки и иницијативи важат нешто во оваа држава. Па направете иницијатива, ние како пратеници ќе ве поддржиме. Доколку вакви измени поднесете, односно иницијатива за вакви измени поднесете до нас, ние секако дека ќе ве поддржиме. Затоа сметам дека ваквите образлагања не се аргументи и не се оправдања за корупцијата во Македонија да биде врв во Европа. Ви благодарам.